Врз основа на стручни анализи и предвидувања, општина Кочани одлучи од 11 февруари 2017 година да воведе едносмерен режим во сообраќајот на неколку мощни фреквентни улици од центарот на градот. Се работи за улиците ВМРО, Кеј на Револуцијата, Доктор Николич и Илинденска, по кои сега се вози во двата правца, а од 11 февруари возилата ќе сообраќаат само еднонасочно. Ваквата суштинска промена во режимот предизвикува различни реакции во јавноста, главно на граѓани кои директно се засегнати, но и на други кои се обидуваат логички да размислуваат за тоа што се добива, а што се губи од поширок аспект. Па добро да се избегне овој метеж. Добро решение, тоа не е лошо. Ali mislim дека е порано. Ќе се навикнеме, ќе се навикнеме у првиот крај. Додека се навикнеме, добро речој, нема да има казни, додека не видиш после ќе казневат. Па не е лошо тоа. Тоа е добра идеја. Треба да има. Треба да има и подобро. Јас сум на Илинденска, баш таму треба да биде синоќа слушах дека ќе биде едносмерна и треба да биде кај нас е ур небес. Тоа е опасно. Подобро ќе биде и за нас таму што живееме, а и за шоферите. Ути доваѓа многу гужва таму за размена, за не се чекате и гужва голема доваѓа. Сообраќајот на улицата ВМРО, која се протега на десниот брег на Кочанска река гледано низводно, ќе се одвива во еден правец од југ кон север или од двојниот мост кај поштата кон градскиот плоштад кај општинската зграда. На улицата Кеј на Револуцијата дозволениот правец на движење е од север кон југ или описно од плоштадот кон кружниот тек. И на улицата Доктор Николик движењето на возилата ќе биде еднонасочно од зградата на ЕВН до управната зграда на комуналното јавно предпријатие Водовод. Улицата Илинденска, која е една од најпроблематичните од сообраќајен аспект, исто така ќе функционира во една насока и тоа од црквата Свети Ѓорги кон зградата на ЕВН. Сигурно е дека на учесниците во сообраќајот ќе им треба време да се прилагодат на овие промени, зашто се предвидени 2 седмици како и период на превенција од страна на сообраќајната полиција. Сигурно е дека ќе треба да се внимава и на сообраќајната сигнализација која ќе биде соодветно поставена. И тука не се очекуваат никакви посериозни или подолгорочни проблеми. По правило на ваквите измени први реагираат граѓаните кои се најдиректно засегнати со измените на режимот, бидејќи во основа им го менува пристапот до домовите. Не помалку реагираат и сопствениците на трговски дуќани и други деловни објекти, салони, канцеларии и работилници, бидејќи стравуваат од намалена фреквенција, промет и слично. Меѓутоа, ако се погледнат искуствата од промените во режимот на сообраќајот кои во изминатите години беа реализирани, останува впечатокот дека тие во најчест случај ја потврдуваат оправданоста. Впрочем, за очекување е дека стручните тимови имаат реални анализи и позитивни искуства од други градски средини.